се одржа комеморацијата во чест на неодамна починатиот истакнат македонски музичар, композитор, текстописец, аранжер и продуцент Тоше Поп Симонов. Настанот имаше силен символичен карактер, токму поради тоа што се одржа во местото каде што Тоше Поп Симонов ги направи првите значајни музички чекори во 1980 година, како гитарист на джез рок симфо фјужен групата Пост Скриптум, заедно со музичари како Кирил Чајковски и Љупчо Трајковски ФИС. Тоше Поп Симонов ќе остане запаметен како врвен гитарист и еден од најзначајните автори и продуценти во македонската музика. Неговата работа ги опфати сите музички жанрови и зад себе остави импресивен творечки опус, обележан со врвна уметничка вредност. На комеморацијата зборуваа околу 15 јавни личности, музичари, новинари, пријатели и колеги со кои Тоше соработувал низ годините. Сеќавањата на нивната заедничка работа и пријателство беа збогатени со емотивни фотографии, видеа и музички изведби од неговиот опус. Настанот го водеше новинарот и водител Антонио Димитриевски. Организаторите беа членовите на неговото семејство, како и негови блиски пријатели, соработници и колеги. Меѓу говорниците беа Бени Шакири, Дарио Панковски, Петар Георгиевски Камиказа, Драган Б. Костик, членовите на К-15, Игор Џамбазов, Кирил Џајковски, Ена Фицот Студени Нозе, Джина Папазџокси, групата Фрајле и многу други. По принцип, увек кога треба нешто да кажам, никогаш не подготвувам никаков текст. Го кажувам оно што го чувствувам, што го мислам во тој момент. Тоше Поп Симонов е човек за кој што нема потреба многу нешто да се говори, затоа што има толку направено за сите нас, да сите зборови се некако сувишни. Синека со Ива Секуловска нешто на Бибер се куцаме и као да се видиме, викам утре имам комеморација, онака ме пресече нешто, као за прв пат да го кажам тоа, као да во тој момент дознавам дека Тоше повеќе не е меѓу нас. Тоа ми се случува во сон, да сонувам дека сум загубил некого или нешто. Тоа чувство на пресекување и синој кога го имам и си викам, види, човекот стварно го нема. А цело време имам чувство, искрено, не би сакал да звучам патетично, дека е цело време тука со нас. Длабоко сум уведен дека сега негде од некаде, вака не гледа и ни се смее. Човек со неверојатна смисла за хумор. Тоа е единственото нешто што, гледано од мој аспект и кроз моја призма, ќе ме недостига кај него. Сме се наслушали и негова музика, и негови дела, и композиторот Тоше Поп Симонов ми е запечатен за веки веков во оваа земја, меѓу овој народ, али она што мене лично ќе ме недостига, тоа е он као другар, као некаков, ако сакате крстете го и као ментор, човек кој што знаеше, кој ќе му се јавам дека ми треба консултација со него, као студент кој дека и професор. Неверојатен лик, неверојатна смисла за хумор, и тоа се единствените две работи што у моментов ми недостигаат од него, да ме насмее као никој друг. Вечна му слава. Затоа најпаметно ќе биде накратко да кажам само 2-3 реченици. Не можам се уште и веројатно никад нема да може да се навикнам за Тоше да зборам во минато време. Тоше беше ваков, Тоше беше онаков, никако. За мене Тоше ќе остане Тоше е нашиот Квинси Джонс. Тоше е најхаризматичната, најинтелигентната, најпродуховената и најдуховитата особа која сум ја запознал во целиот мој живот. Човек, људина, другар. Пола од мојата кариера и пола од моите најголеми хитови кои ден денеска ги свирам на концерти се или продуцирани или аранжирани од него, или напишан текст од него. Мајсторе,
Фала ти за секогаш. Толку оваа песна е текст на Тоше Попсимонов. Со Поце не се разбравме и не кеше да го пее овој албум. И го земавме Канаваров од Штип. И 10 дена со Тоше не успеавме со него да снимиме една песна. Почнавме од оваја. Никако, и ја викам, Тоше, ја ќе се откажем од музика, доста беше. Чекаме мајстор, ќе го замолиме, Поце пак ќе се врати. Отиде го замоли и се врати. И го направивме четвртиот и петиот албум кај него. Испивме со галони кафе. Сам мислам дека се збогати од нас у седмица тогаш. Ама оставивме заедно нешто што ќе се памети за навек. Сега ќе ви кажам уште една кратка сентенца на последниот албум кој генерацијски е најзрел, петиот албум на Меморија. Ја намести Црна се чума зададе и тоа звучеше страобално. Значи не верувам дека нешто слично можеше у тоа време дури денеска да се носи со тоа што тогаш го направивме. И седиме после 6 дена, седум таму правење на тој ремикс и вика, човече, ова е неверојатно добро, не знам како излезе. Тука фусот не се слуша како што треба, вика. Како фус, бе, човече, све се слуша. Те молам, викам, стај овај у 2 канала, после ќе направиме, му викам, ремикс еден на песна овако Ептен сакаш. Зема ги растури сите гејнови, све живо и диво. И јас си отидов, си изнервирав. Другиот ден сабајле кога дојдов, од тоа најдоброто направи уште 2 пати подобро. И за крај ќе ви кажам само една анекдота. Нели бев кандидат за градоначалник. Не ја извадивме, не успеавме да извадиме таа слика. Ме направи као Доналд Трамп. Вика, ќе победиш, ама за 4 години. Трамп победи, ама ја не. А Тоше замина. Вечно му слава. Мислимо на тебе и ето, плутай се анđeli. Dragi Toše, ne mogu da verujem da je ovo posljednji pozdrav. Ovo nije posljednji pozdrav zato što si ti tu. Ti si tu sa nama, ti si tu kroz svoje dela i svoju muziku, kroz svoj duh koji je bio, od kad smo se upoznali, postali smo prijatelji i retko da se desi i da saradnici tako, da se duše tako prepoznaju. Beskrajno te volimo, živiš i dalje živiš. Ne mogu da pričam o prošlom vremenu zato što znam da nisi otišao, da si tu. Vole te frajde zauvek. Ostavio si veliki trag u beskraju. Poslednji pozdrav dragom Tošetu. Dragi Toše, hvala ti za divnu muziku koju si ostavio. Hvala ti za divnu pesmu koju si nama napisao. Ja neću nikad zaboraviti one boemske noći i dane koje smo proveli zajedno u muzici, u pesmi, pričajući. To su neki posebni trenuci koje smo imali. Ova vesna je stvarno zatekla i nekako otišao si bez pozdrava. Ali putuj sa anđelima. Vole te frajle. Čest mi je, ovo zboram od imena cijela ekipa K15. Čest mi je što go zna i što ne beše drag prijatelj. Toše je napušti planetala, ама Тоше е овде. И секој ќе биде овде. Тоше Попсимонов беше гениален човек. Талентиран за повеќе работи. Да почнеме од Бастион, неговиот прв бенд кој звучеше навистина различно од сите други македонски бендови во тоа време. Па неговата омилена Асторија, па да речеме неговите песни кои ги продуцирал за Макфест, да ги преслушате денес, да звучат различно и многу подобро од овие најдобри што се ги прават, најдобрите студии.
Кај него си ми првата авторска песна, дојде во Матиник, рекламен сонг за тогашниот популарен кафич. Кај него ги снимив вокалите за Време за плачење, легендарната песна од Макве, за која тој отсвири едно вонсериско, незаборавно гитарско соло, која компилација се обидува да го симнат, но досега никој не успел. И конечно кај него ги снимивме трите песни за легендарниот состав Хавана Бенд, во кој членувавме Пише Зеко и јас. И се сеќавам дека додека ги регистрираме тие три песни му направивме таков хаос во неговото студио, што кога завршивме со проектот и кога го прашав колку пари сме должни, тој ми рече: нема пари што може да го платат ова мајстор. Тоше Поп Симонов ке го паметам и по неговото капче. И пријателе, да знаеш, од денес секогаш кој ќе го ставам на глава, го ставам секој ден, ке помислам на тебе. Спи ми спокојно, се гледам горе. Чао, Сосед, школски другар, заедно почна да свират. Споменав на почетокот и го спомена по скрипту оваа сцена, ова место. Подосна ќе биде еден од основачите на групата која овој човек го направи многу попознат, Бастион. Во моментов тој е некаде на турнеја по светот, но не заборави да испрати телеграма со поздрав. Кирил Джајковски во своето писмо за Тоше Поп Симонов. Со Тоше се познававме уште од детството, живеевме во иста зграда, се дружевме многу, а заедно ги направивме нашите први чекови во музиката. Најпрви преку групата По скриптум, а потоа и Бастион, но и редица други соработки. Тоше беше исклучително талентиран музичар, автор, продуцент, текстописец, тон мајстор. Комплетен воркохолик, но секогаш духовит, елоквентен и непоправливо забавен. Се правеше со леснотија, а секогаш ќе ми остане во секавање како успеваше за буквално 5 минути да напише текст кој истовремено беше интересен, певлив, но и длабоко прониклив. Неговото студио беше своевиден музички центар и свратилиште за сите од алтернативната сцена. Даваше поддршка на младите уметници и скоро сите својата кариера ја имаат започната во неговото студио. Со тоа низ годините остави траен белег на македонската музичка сцена. Верувам дека е тешко да се прегледат сите негови дела, а уште малку да се избери неговото влијание. Македонија изгуби една музичка легенда и еден прекрасен човек. Нам ни останува да се сеќаваме на неговата работа, личност, хумор, креативност. Патувај мирно, пријателе, од Кики. Хероите во мојата кариера, да тоа што кога се ломеше, дали ќе ме биде или нема да ме биде, првиот албум, од кој што се ми зависеше, отиде да го снимам кај него. Затоа што беше најдобар, затоа што знаеше што публиката сака, имаше... Убеден дека Бог ќе го прибере меѓу тие искрени боготражители.